Еве назад сме во студиото, ние се продолживме со разговорите во текот на рекламите, најразлични теми, нешто ќе продолжиме да коментираме во студио, но ќе отвориме и други теми, бидејќи имаме уште прашања неодговорени, она што сакав со докторе со вас да го зборуваме околу операциите кои што ги правите, оперирате и луѓе кои што имаат тумори. Пред неколку години беше забележан изваден најголем тумор во Македонија, но и на Балканот, ако не се лажам, може и пошироко беше пишувано насекаде за тоа, за какви операции станува збор и каква беше конкретно таа операција? Значи, да, тоа се во случај две пациентки беа на различни временски интервали, нали, една од другата, тоа што оваа втора, значи, поинтересна е, така кажам, се може да се користи терминот интересно, меѓутоа од аспект на медицината и медицинската наука, тоа што де факто го најавме, да, како големина на тумор. Прилог беше снимен и баш од Канал 5, вашата колешка Миријана беше тогаш, го направивме тој прилог. Значи, тоа беше пациентка која што беше примена на клиниката со енормно голем стомак, ај така да кажеме, и ние после на прегледот се констатираше дека станува збор за огромна цистична формација по потекло од овариуми. Значи, пациентката беше примена во така тешка состојба од аспект на дишењето, затоа што беше навистина енормна. Таа сега, добро, ги немате фотографиите, тогаш се прикажуваа доста и на телевизија целиот тој прилог одеше. Да, како што спомнавте, беше превземен тој прилог и од добар дел од мислам дека и во Србија, во Хрватска, Словенија, че имаше, да, пошто беше од аспект на големината на туморот, значи имавме прво проблем да се спреми пациентката за операција, пошто едноставно мораше да се влезе во сала. И после тоа следеа и други технички проблеми од аспект како да се постави на операциониот стол, пошто навистина беше огромна, за да може да некако и помогнеме на пациентката. Значи тоа што се изведи прво, пошто во литража ние моравме прво да испразниме таа формација пред да продолжиме со оперативниот зафат. Значи некаде во првиот момент неколку луѓе се менуваа на аспираторите за да може таа количина на течност што извадивме од цистата, па мислам дека преку 5-60 литри извадивме во течност од цистата, за да после може да ја извадиме и самата циста од телото на пациентката. Понатака незиниот третман продолжи на интензивната нега, каде што колегите од анестезијата се максимални напори за да ја одржат пациентката во живот, и тоа мислам дека траеше некои добри 3 месеци, мислам, со пациентката, колку за да може да се помогнеме. Тоа за жал почина пациентката со оглед на целокупната незина состојба, наставно организмот. Не можел повеќе. Таквата состојба тешко не можеше да се извлече. И тоа едноставно знаете како запуштен случај, ние сакаме тоа така да го како термин го користиме, од аспект на тоа заради некакви причини некојаш необјасними, едноставно луѓето дали повторно од страв, дали од не знам, не можам да го објаснам точно таа психологија некогаш, да пациентите зошто навремено не би се јавиле кога пошто таа формација не пораснала за 2 дена. Да, тоа требало време, сигурно за да порасне до тие димензии, за да едноставно веќе дури мислам во еден момент дека фамилијата малтене со сила има донесена пациентка, она воопшто одбивала да дојде во болница. Значи кога веќе сватиле дека дури такви некои кога разговаравме после тоа, пошто знаете како еве и човечки како доктор, едноставно добро луѓе што чекавте, нели ја видовте женава, докторе, знаете како. И тука после кога ќе се отворат приказните, ево ние речеме некојаш се таква и тажни, некојаш така да кажам и жалосни и разочарувачки околу тоа колку некојаш и сам човек може да си наштети самиот на себе. Така да кога веќе го споменавте овој случај дека требало на време или да пријави, кои се оние симптоми како жени кои можеме да ги приметиме, а укажуваат на евентуален карцином, можеби и не е карцином, но како би забележале сами дека нешто не е време да појдеме на доктор. Не зборам за тие гинеколошки редовни прегледи. Затоа што преку нив не може да се види. Едниот момент е тоа токму, значи редовните гинеколошки прегледи каде што затоа што знаете како не секогаш за некоја болест постои некаков симптом ќе се појави, па сега нешто, нели? Некогаш за да се појави симптомот треба време. За да се појави симптомот. И тоа во принцип значи било каква некоја, еве ајде да кажам,
невообичаено, да речеме, крварење од гинеколошките, нешто што не е надвор, да речеме, од оние редовни циклуси, кај пациентки кои што се, да речем, се уште во тој менструален период. Значи, се што излегува надвор од таа некоја нормала, или по обемност, или по честота, обично за цервикалниот карцином често пати се алудира на посткоитални крварења, да се внимава. Значи, исто така, ако такво нешто се случи, да се јават исто веднаш на преглед. Ако се работи, речеме, за постара генерација, спомнавме преска во разговорот ендометриалниот карцином, пошто главно се јавува кај жени и кај постари, кои што се веќе во менопауза, појава на крварење, кој што не би требало да го има, треба представува еден знак дека нешто се случува, така да отидат на преглед. Или, например, ако приметат дека, не знам, или некои симптоми кои што не се специфични, значи, не знам, болки, тегоби во малата карлица, во абдоменот, некој чувство, значи, на надувување, често пати знае да биде некаков знак дека нешто се случува. Значи, има некои такви симптоми кои што, или знаци кои што може да ве натераат едноставно да можеби треба да го посетите вашиот гинеколог. Така, и уште едно прашање, извини Милена, дека сум тука со мислите. Во однос на генетиката, што доколку нашата мајка, баба, прабаба имала карцином на грло на матка, дали тоа би можело да значи дека за карциномот на грлото на матката тоа не е поврзано, значи директниот етиолошки причинител е ХПВ. Добре. Значи вирусот, за околу генетика може да разговараме кај оваријалните карциноми. Карциномот на дојка, и тука ставовите значи некојаш се менуваат во смисол на навлегувањето и деталното веќе испитување на геномот, на човекот прави веќе оди кон така наречена персонализирана медицина, каде што вие посебно кога зборуваме за онколошките болести, само ќе земам пример ендометриалниот карцином, пошто сега европските земји, развиениот свет поќе се интересира, односно навлегува во разглобување на ендометриалниот карцином, пошто тоа им доминира како проблематика. Рековме цервикалниот карцином е решен, имате вакцина, вакцинирате се, тоа е тоа. Превентивни програми. Се навлегува, значи, нови класификации, молекуларни класификации, значи, каде што веќе се влегува во геномот на самиот карцином, каде што може вие многу прецизно, значи, не е едно тисто, две различни пациентки се два различни света, не разбирате. Сакам да кажам дека многу се навлегува во суптилности во тој дел која спомнувате генетиката, но одредена, да речеме, генетика не секогаш во анамнезите кога разговараме со пациентките, го прашуваме и тоа за таа фамилиарна анамнеза во смисол присуство на одредени типови на карциноми, и колоректални карциноми, знае да биде поврзан со генетика и така натаму. Значи има моменти каде што може да следиме таа линија на постоење на одредена, значи, наследни моменти каде што се води сметка и се алудира евентуално и за понатамите, значи, потомствата други. Да. Добро, ќе одиме сега со фотографиите. Јас би сакала да започнеме со фотографиите на Александар, кои што се од промоцијата на неговата последна книга. Можете, колеги, да ги пуштите фотографиите, нека си течат. Во меѓувреме, додека ги гледам овие фотографии, како што кажав, делот негови признанија, награди, како и од последната промоција на неговата книга, би сакала да го споменем и она што е како наслов Девојчето и куклата што патува. Александар, ајде малку повеќе околу таа приказна. Бидејќи ги споменавме преска децата, нели дека е многу тешко да се пишува, да се работи за нив затоа што се најискрена публика. Што представува ова дело за вас? Како се ката, од извори блиски. Да. Од извори блиски на моите пријатели, досега таа сликовница успешно комуницира со децата, односно децата викаат добре. Што викаат децата добре, не се мешам. Тоа беше идеја на издавачката куќа за која што сега издавам, Арс Ламина, на 100 годишнината од смртта на Франц Кафка, да. Ми заставам озова дали е смртта или раѓањето од смртта од смртта, точно. Франц Кафка. Во цел свет се издава различни се праве различни настани околу тоа и тоа е една од најпознатите анегдоти поврзани со Франц Кафка, за која што нема материјален доказ дека се случило. Иако неговата последна девојка
вели дека тоа е вистина, таа е практично сведокот на и дека Франц Капка тој го запишал, но најверојатно во оние нацистички претреси на неговиот дом и уништување на материјали, тоа е уништено подоцна. Како и да е, нели самиот Капка бил еден момент во дилема дали се да уништи, па му рекол на Макс Брод дека се треба да се уништи, фала му на Бога дека Макс Брод не го послушал. Но тоа е една прекрасна приказна за дека Франц Капка, шетајќи се низ парк, најшол на девојче што плаче. Таа после анекдота е користена во различни други форми, да речеме, последно ја видов во Амели Пулен, само не со кукла, со џуџе. Со џуџето што патува, што му праќа нели на сопственикот фотографии од различни делови на светот. Го прашува девојчето што е, зошто плаче, дали си изгубил она му или не, тука живеа, ја изгубив куклата. И тргнале заедно да ја бараат куклата и не ја нашла куклата и сега Капка размислувал и утредента дошол во паркот, го нашол девојчето и му дал писмо. Твојата кукла не е изгубена, твојата кукла е на пат, тргната, и почнал секој ден да ја носи писма кои што ги пишувала куклата за девојчето. Се додека еден ден не заклучил дека е доволно, отишол купил кукла, ја донел, рекол еве куклата се врати, он рекол но тоа не е мојата кукла, не е, тоа е твојата кукла, но патувањето ја промени, нели, низ животот и се. Ја направивме да биде сликовница, добро иде, јас сум многу среќен, нели, на некој начин се поврзав со Капка, освен што, иако да речеме во Его Сурфер, централниот расказ во збирката е токму поврзана со Капка. И така, тоа е мојот прв обид. Штом децата кажале да, значи одлично сте завршиле работата. Мене се уште и покрај толку многу прочитана литература, се уште меѓу 5 омилени книги ми се, јас си ги кажувам како една, ако се тоа две книги. Малиот принц. Не, Том Сојер и Хаклбери Фин. Сакам и Малиот принц, да. Иако сметам дали малку подоцна треба да се чита, не на онаа возраст кога ни ја дава нас во второ, трето, четврто деление, да. Има во него малку повеќе филозофија и символика, но за мене се, нели, Том Сојер и Хаклбери Фин, ако некој пат успеам да напишам било што приближно до значи тоа е вашиот избор. Тоа до Марк Твен, тоа би сам многу би ми значило. Не можам така да го напишам, не сум толку добар како Марк Твен, Но можеби, да, ја споминавте возраста на децата, можеби, ете, нели, според вас не е соодветно, но ако да се чита на таа возраст, па и кога се повозрастни, можеби поинаку, нели, ќе се доживее некои пораки кои што можеби на помала возраст не се сваќаат како што треба, ќе се сватат ако прочитаме кога сме поголеми, можеби тука има некоја магија, не знам. Светот се нема променето, мислам се менува технологијата, се менува нели медицината, се менува, се модернизира светот, но во суштина се остана тоа исто, затоа што и денеска родителите на своите деца кога ќе почнат да разбираат, нели почнуваат да ги заспиваат со приказни, така? Така. Од заспивањето приказни се доаѓа, нели, читањето приказни, па штом детето научи почнува да самото да чита. Така. И тука не треба веројатно да се малтретираат децата дека мора, ама треба да се смисли добар начин како да им се вгради таа љубов за да читаат цел живот. Така е, баш убаво кажано. Така е. Добро. Ајде да се префрлиме на Вито, да ги видиме неговите фотографии, Милена, ако се спремни. Да, и да ги скоментираме. Вито, ова е таа фотографија, веќе ја видат и гледачите? Да, ова за која коментиравме. Прва. Не е намерно. Ова е пејачката, ова е пејачка од Рада Манеловиќ, значи фолк пејачка од Србија. Каде се најдовте, каде се фотографиравте? Некоја шмикерница, како се вика. Некој настап се посветила, значи. Да, во Белград е ова. Во бекстејдж. Да. Добро. Каква е Рада? Пријатна како жена? Си направивте муабет околу музиката? Супер, ова е едно мое женско одделение. Женско друштво. Женско друштво, да. Тоа е тука во Македонија. Супер. Ова сум во Борис Трајковски на надпревар во одбојкарски на одбојка со моите деца, значи јас. 2023 ете. 2023 на Европското првенство што беше во Македонија. Да.
тука. Со син ми се договаравме дали игравме со Холандија, дали игравме со Данска, тој вика со Данска, не се баш сеќам, тоа беше. Важно победивме на овој натпревар. Тоа е најбитно. Да, тоа е најважно. Навивавме за Македонија. Одиме понатаму. Ово е на Кипар заедно со екс-фудбалерите на македонската репрезентација. Тука се Спировски, Ристовски, Мартин Богатинов, голманот и до мене што е, тоа е мојот музичар заедно што свириме, Марио. Значи тој не е фудбал. Се сретнавте таму, вие бевте работно. Бевме на настап и таму и тие беа гости. Беше на на Мартин Богатинов роден ден на детенцето негово, на првото, на синот. Тоа е голманот што е. Супер. Така тоа се со фудбалерите македонски. Одиме Репрезентативци. Ово сум на една изложба во Пробишти, некој повод за Тоше Проески и онаа гитара што ја носат секогаш на изложби, тоа е неговата гитара, значи други може да пипнат, да се сликат, таа ја носат на такви изложби на Тоше Проески и јас изразив желба да се сликам со гитарата на нашиот музички херој, великан Тоше. Супер. Овде се надпевувам со Тома Здравковиќ на Скадарлија. Интересно. Тешко е него да го надпееш, но имавме еден двобој. Тоа е една на Скадарлија со Тома Здравковиќ, така. Ова една зима се сликав со неговата биста. Исто во Мол. Галерија познатата. Па добро, ако. Да, во Мол. Добре што имате време да прошетате кога одите некаде ете работно. Да, се прошетаме, да. Одиме со следната. Ова е на настап нешто малку по-рокерска фотографија. Гитара на настап, значи работно на свирка. И ова е исто Књаз Михајлов во Белград. Многу се биле ќе ја познаат. Така е. Улица тоа е во лето, не знам, пред 2-3 години. Значи често патувате за Белград. Па се случуваше. Ова е со мојата сопруга. Во Бугарија сме овде сликали. Поздрав до сопругата, не следи веројатно. Сега е на работа, да има време. Ќе пуштиме линкче после од YouTube кога ќе биде поставена емисијата. Може, тоа е супер. Не е проблем. Одговара. И ова е во Белград, во Тука малку одмарате, па треба да се одмори. Да. Не само да се работи. Ово е во тој како тоа продавници што доаѓа Икеа. И таму има. Баравте нешто за дома. За сопругата да донесете нешто. Да. Така треба. Некоја соба малку по-рокерска гитари ми дојде и се сликав. Ово е на снимање на спот. Во Пробишти во нашето кино, реновирано. Супер, баш убаво изгледа и ова мислам дека последната фотографија. Да. Добро, благодарам многу Вито за фотографиите кои што ни ги испративте, ете да видат малку и гледачите, нели, како ги поминуват деновите и работно, но и приватно. И сега одиме со фотографиите на доктор Игор, да ги погледнеме. Што гледаме ова? Така. Значи ова ми е да, драга, не, ова е значи додала ми е плакета од студентите. Така. Значи, работата со младите што ја спомнавме претходно, апсолутно ми е многу драга, затоа ја спомнав како фотографија. Значи, тоа е благодарност плакета од страна на по повод 25 години постоење на ЕМСА, тоа е Асоциацијата на студентите на медицина. Ова е тука во просториите на гинекологија, предоперационите сали, затоа што кој беше настанот каде што официјално ги доделува, јас не можев да бев, мислам, дали дежурен или некако, не можев да присуствувам, така да накнадно, иначе ова е помладата колешка, тогашната председателка на ЕМСА, тоа е сега релативно брзо практично. Затоа ми е така драго признание од студентите практично за континуираното, значи, учество и работата со нив на еден огромен број на работилници. Супер, одиме со следната да видиме. Ова е секојдневната работа, во операционна сала. Фотографијата е вакво избрана за друго, затоа што одека работиме практично со една релативно нова метода кај нас, значи затоа она со зелено што се гледа во позадината, со користење на пациентка со ендометријален карцином конкретно, каде што
ни помага, така се вика, значи индоцианин грин, сега посебна боја, која што ги детектира лимфните жлезди во мала карлица за полесно да можеме да ги извадиме така наречени сентинелни или стражарни лимфни жлезди, што се битни во дијагностиката на овој тип на карцином и овдека таа специјална камера која што работи на посебна бранова должина, near инфраред, да користам малку терминологија, за да може нали да ги детектираме овие, затоа е вака интересна од аспект на нешто како нова методологија на нашата клиника од пред некоја година. Добро што се следи нели тоа што се користи. Ова ми е така посебно драга фотографија затоа што овдека е додела на признание од страна на Европското здружение за гинеколошка онкологија, ЕСГО, на конгресот во Истанбул 2023 година мислам дека беше, каде што ми е доделена они така го крстеа како once in a lifetime, значи заедно јас уште 120 други доктори од цел свет им беше посебно доделена нали признание, диплома од страна на Европската асоциација за гинеколошка онкологија, со кое што се признава доприносот во развојот на европската онкологија, меѓу другото и субспециализацијата од областа на гинеколошката онкологија. Ова е почитуваната професорка Маја Пакиш, она е словенка од Марибор, Универзитетскиот центар Марибор, која што во моментот беше задолжена во тој дел за додела награди и признанија во Европското здружение на гинеколошката онкологија и со другите таму колеги на каде што ни беше доделена ова признание. Одиме па натаму да видиме следната. Овдека е истиот тој во Истанбул, човекот што е во средина, практично се помладите колеги што се заедно што бевме таму на конгресот. Тоа е една својудна легенда во гинеколошката онкологија европска, професор Давид Цибула од Прага, со кој што често пати знаеме нали се сретнеме по овие конгреси, имаме соработка и преку една друга посебна специјална асоциација во која што е нашата клиника член, СИГОК се вика, тоа е во негова организација и апсолутно и само соработка и работа во голем број на проекти кои што се организираат во делот на гинеколошката онкологија, тоа ми е нали драга фотографија. Добро, да видиме. Ова е од со колегите во Соединетите Американски држави. Значи јас тоа е 2014 година, бев на двемесечен престој како визитинг нали доктор, тогаш многу нали помлад во онколошкиот центар во University of Michigan Health System, така се вика, значи во Ен Арбор. Тоа е мало градче, да речеме некои 50 на километри од Детройт. Сместено каде што е лоцирана практично ова болница, тоа е огромна една институција каде што меѓу другото нали соработував таму со колегите во делот на гинеколошката онкологија. До мене, јас сум значи последниот во редот. До мене стои професорка Дада Џонстон која што ми беше како еден вид на ментор. Супер. Ова е слика од Детройт. Таму така да претпоставува. Дали во позадината таму се вика General Motors, огромното здание, огромна зграда. Одиме па натаму. Понатака, ако има уште некои од фотографиите. Ова е од мојата одбрана на докторската дизертација со професорите што ми беа нали членови на при изборот нали при презентацијата на докторатот. Ова е фамилиарна слика, многу драга, апсолутно, со синот, керката и мојата сопруга. Ова беше во Утрехт, тоа што мојот син, такчу во Утрехт заврши обрани магистериум, он е магистар по областа на когнитивна психологија. Он е психолог дипломиран и ова сега во септември месец бевме таму на доделата на официјална диплома на мастер. Со синото што има зашто се одивовата слика ни заедно. Па исто како вас можам да кажам. Па добро сега он. Личи многу. Да, тоа што го кажа. Оваа фотографија ми е посебно интересна од аспект, ова е во Кавадаречката болница со колегата тука има 5 бебиња ако има 5 бебиња, он држи 3-2. Значи да, ги држиме. Овие бебиња роди, бебиња се. Да, ама дали се од истот? Не. Затоа викам ќе запамте Петор. Не. Него ова беше пошто во тие 24 часа се породија тие 5 бебиња и колегата нели Сиваков, доктор Сиваков, тој е началник таму, инсистираше да тоа некаде во ноември месец или декември беше. Сликата е од аспект на тоа што Кавадаречката болница, знаете како, ние 5 доктори сега, па претходни многу повеќе, одиме таму по недела дена во болницата во Кавадарци за да може да функционира условно земено заедно со помладите колеги таму што работат.
И интересно е тоа што за минатата година практично имаше во последните 3 години, 4 скок на бројот на раѓања во Кавадаречката болница. Супер. И ето така со оваа фотографија. Одлична слика, да. Баш убаво. Интересна фотографија. Одиме со Ова е една од работилниците со помладите колеги, каде што имавме посебно организирана работилница ЕМСА, нали претходно што спомнав колешката што ми доделија таа плакета, каде што работиме на нашата клиника работилница за хистероскопија. И они практично имавме нали претходно теоретски дел и ова е практичниот дел во операционите сали, каде што они со хистероскоп нали вежбаат да работат со хистероскопија, некои 30 на луѓе беа заедно со помладиот колега што ми асистираше, доктор Тантуровски. Добро. Ова уште една драга фотографија, со исто така уште една легенда во гинеколошката онкологија и соработник голем. Значи професорот Луис Чива од Шпанија, од Универзитетот Навара, со кој што апсолутно имаме веќе неколку години ваква соработка повторно на големи проекти, еден од фантастични проекти кои што го изработија, учествувавме во таа огромна студија која што направи бум на европско тло, а поврзана конкретно со цервикалниот карцином. Океј. Така. Колеги, нека си одат фотографиите. Ова е значи еден од тие туморите, но ова е еден од помалите, околу 20 на кила тежи. И тоа беше и така интересно, таа една, нали, повторно доаѓаат пациенти. Воопшто не е лесна вашата работа, дефинитивно. Ова е исто приватно? Фотографија, не, ова се колеги повторно, меѓутоа сме, ова е при посет исто така на еден од симпозиуми беше одржан за гинеколошка онкологија во Лисабон. И ова е интересно тоа што тоа позината му е Атлантскиот океан. Значи ова сме на плажите на Лисабон сликани, значи на тие огромни песочни плажи, така еден ветрови ден. Ова е повторно со колегите на мислам дека е во Барселона, повторно состанок на Европско здружение за гинеколошка онкологија, каде што и претходно сликата со професорот Луичива. Така и уште една, мислам дека има треба да уште една, ова е сега најтазе да речем од во Копенхаген, ова пред 10 дена буквално беше заврши конгресот во Копенхаген на Европско здружение на гинеколошка онкологија и повторно нали сме таму присутни со наши теми, излагања и така натаму. Супер. Ви благодарам многу за фотографиите. Колеги, уште колку минути имаме до крајот, само да ми кажете? Таман. Имаме тука 3 прашања. Баш би сакала да ги слушнеме вашите одговори. Извлечете си едно. Александар, ако сакаш и садот, извлечи и да му го подадеш садот на Вито. Страшните прашања. Страшните прашања. Вие се најинтересните. Јас ќе го прочитам за Александар, сакам тој прв да ми одговори. Ако можете да избришете една секојдневна обврска за секогаш, која би била таа? Ајде да го слушнеме вашето размислување. Имаме јас само една обврска имам. Да пишувате? Да, ништо друго не го доживам како обврска. Добро, ајде. Тоа исто како сам себе да се избришам. Да се нарече, ајде, некоја навика или нешто, ајде, може така. Да не е обврска, да е навика, нешто што е исто меѓу другото го правите. Секако нема да решам дека ќе се откажам од пушење, тоа е најсладката отровна навика. Може би тоа би било најлогично, ама ајде нема да одиме со логичното. Така е. Не знам од што би се откажал. Може би се откажал, ама и тоа е природна реакција. Често пати знам да се изнервирам заради будалаштините што ги читам, што се случуваат, ама многу брзо ми проаѓа. Така всушност и доаѓаат идеите за колумните преку нервозата. Но ја не сум човек што се нервира, нели, нешто жестоко, бидејќи го имам вентилот. А што се однесува до обврски кои што мене некако би ми пречеле, едноставно стварно не може. Добро, немате едноставно. Писателите се чудни луѓе, например, пред некој 2 недели бев, нели, секој човек има обврски што некоја обврска што му пречи, што едноставно не бе. Што не баш сака да ја прави. Јас немам. Бев нешто да завршам работа кај матичниот за татко ми и докторката ми вика, ај вика дори си тука пополни еден прашалник, вика имаме, вика за депресија. Добро. Викам супер, нели, пошто обично очекуваат писателите да се депресивни.
И сега викам читајте ми вие, викам да не се ќоревам, а јас ќе ви одговарам. И почнува она, дали вака да е? Не. Добро, ти имаш у животот контакт со депресијата? Викам, јас ќе полам 49 години и уште не сум имал контакт со тоа. Вика, неверојатно, добро. Викам, здрав сум или сум ненормален, чимет? Александар. Добро. Ако и тоа си е одличен одговор, ви благодарам. Нели, како се вели тоа, ако некој остане нормален во овој свет, сигурно е ненормален. Така. Добро. Вито, ајде на брзина да го слушнеме вашето прашање и одговор, ако може во една реченица. Ако треба да живеете една недела само со 3 намирници, кои би биле тие? Ајде. Кафе. 1, 2, 3, набројте. Ајде, нека биде жена, Добро. Добре. жена, гитара и да не биде вода, нека биде пиво. Жена, гитара и пиво. Супер, благодарам за одговорот, докторе. Ајде со вас завршуваме. Моето прашање да е, кое е најчудното прашање што некој ви го поставил, значи како доктор, имам поприлично чудни прашања кои се поставува. Кажете, едно. Не, Најчудно што едно ви ја доаѓа бев прво. многу млад тогаш како доктор и мислам дека на специализација. Чудно беше прашањето што во дежурство се јави, нели, на сречна господја по телефон вознемирена крајно, за да праша дали случајно скинато парче од кондом. Заборавено, нели, вакво во вагина, дали може негде да патови да ја удави. Значи, добро, тоа Не сакам да се смеам, но добро. добро. И тоа ми е некако вака низ годините често пати го кажувам како е анегдота, меѓутоа добро се објаснивме. Супер. Али е чудно прашање. Но добро, подобро да си праша кај доктор, отколку да праша. Така, отколку на интернет. Неслучни лица. Да. Докторе, ви благодарам многу на одговорот. Па сега чудно прашање, ама Сега си прашав, не си Почнува не сме чуле, стварно. Ви благодариме многу што дојдовте денеска. Се надеваме дека ви беше убаво и пријатно и дека ќе се видиме повторно друга емисија со други теми. Имаме уште многу теми, многу прашања за вас, така што имате ви убав ден.